Директор, ке новонастаната ситуација, прв случај во Делчево, се работи за пациент кој што вирусот го добил во Скопје. Тоа е новонастаната ситуација за нас. Како сега треба да се однесуваат сите во врска со овој случај кој се појави за жал и во Делчево? Да, од вчера има новонастаната состојба во Делчево, меѓутоа не е многу и нова состојба заради тоа што пациентот не е моментално во Делчево, он е на болничко лекување од хронично заболување, така да немал некои контакти во Делчево, туку на клиника и се заразил веројатно од пациенти, тоа сега ќе го испитуваат на клиника, дали од некој што е вработен таму болен. Контакти со нашиот град немал, освен со семејството кое што било на кратко да го посети. Знаете дека сега посетите се ограничени, меѓутоа и покрај тоа што семејството кратко било во контакт со својот роднина, со нашиот сограѓанин, со нашиот пациент, ние преземавме сите мерки, нашиот епидемиолог е моментално во наболедување, меѓутоа Центарот за јавно здравје Кочани се ангажираше и колегата од Виница и колешката од Пекчево, така да веќе и изготвени се решенија за карантин на семејството. Семејството и само вчера се самоизолира, откако им беше кажано, објавија, ни кажаа, не обавестија. Така да мислам дека нема да има проблем во нашиот град за мислам конкретниот случај дека нема да има проблем да има некој втор позитивен или трет, меѓутоа за секој случај ние се презимаме. Апелирам до граѓаните кои што навистина беа до сега многу послушни во однос на нивното однесување во оваа вонредна состојба за корона, да продолжат, да не попуштаат и да не се ствара паника, затоа што навистина нема потреба од никаква паника. Да ги испитавме сите негови контакти, пациентот бил тука за Великден, меѓутоа не контактирал освен со семејството со никого и најверојатно после тоа ја заработил таа зараза, така да апсолутно нема никаков простор или ризик и простор за паника и ризик по населението наше и по неговото семејство. Што ќе остане понатаму еве како обврска на здравниот дом и покрај тоа ние и понатаму продолжуваме со истите мерки дезинфицираме, работиме, опремени сме добро, во меѓувреме имаме и доста донации, скафандери, нашите вработени се добро опремени. Во случај да имаат и мало сомнение за инфекција од корона, сигурно дека ќе преземеме, не знам, само минатите мои јавувања може би и кажав, имаме едно возило посебно, во случај на корона до сега не сме го искористили, не дај Боже да го искористиме. Персоналот ни е добро опремен со опрема, дури набавив и во брзата помош и во Македонска Каменица и во Делчево термометри кои што ги мерат температурата оддалеку на пациентите. Секој што ќе дојде во брзата помош има измерено температура и ако може би не знае дека е субфебрилен, дека не е таа некоја температура висока, важно докторот знае за дали пациентот има и мало сомнение за корона. Исто така, во контакт сум постојано со кризниот штаб, знаете, низ целиот град, и во Каменица, и во Делчево, со градоначалниците контактирам, се дезинфицираат и улици, и контейнери, и продавници, влезови, и на индивидуални згради, и на обштествени згради. Ние исто така тука дезинфицираме и постојано и ходници, и влезови, и после секој пациент, ево имам информации конкретно дека и матичните доктори со кои што имаме изузетно добра соработка, после секој пациент дезинфицира, се трудат и во домашни услови да ги посетат пациентите, да не доаѓаат во амбуланта, за да
за да бидат заштитени и другите пациенти, така да ќе продолжиме понатаму. Мислам дека ова до сега имаше ефект, дека овој случај што ни се случи на нас не е по наша вина, не е по грешка на граѓаните на Делчево, не треба да правиме хаос и паника, меѓутоа треба да продолжиме барем уште тие 2-3 недели, за да не очекуваме топло време, очекуваме и вирусот да не напушти сам по сите анализи кои што ги прават стручњаците во таа област, така да се надевам дека нема да има други случаи во соработка со сите граѓани кои што до сега навистина беа на висина на задачата која што си ја поставивме сите заедно.